Господине Бекировски, мое лично чувство е дека успешно избегнувате конкретни одговори на многу конкретни прашања. Ама ќе поставам уште две. Дали имало пријава за некој препарат од биолошката терапија? Прашање на квалитет на истота, за која што Малмет постапило. Чија пријава? За кој медикамент? И кога? Без разлика еве дали е на УКРО или на некоја друга од 6 установи. Второ се поставува прашање, бидејќи одредени медикаменти не се пронајдени во депото според извештајот во ДЗР, дали сте дали одобрение за клинички испитувања на УКРО, колку пати, за колку луѓе и кој ги водел тие истражувања на УКРО. И трето, бидејќи колегата Тони Јаревски започна една приказна, ама не ја заврши. Во 2018 година Малмет добил представка од Промедика по прашање на конкурентска фирма која што се јавува и да, повторно е Пановски, за која што тврди дека нема одобрение за медикаментите и не може со тоа да се појави како конкурент. Дали знаете нешто за тоа? Тоа е 2018 година. Како изреагира Малмет? Што се случи понатаму? Ако имате сознание. Доколку не, за сите овие прашања ќе очекувам на писмено да ми одговорите. Ќе ви доставиме и на писмено дополнително, меѓутоа земајќи во предвид дека го имаме тоа право и одговорница да ви поставиме прашања за кои што писмено ќе чекаме да ни одговорите. Доколку не ги одговорите конкретно, истите ќе треба и на писмено да ги доставите. Благодарам.